не се тајна. Ние само ги следиме, значи невозможно да се сокријат информации, ние само ги следиме законите, напротив, ние објавивме податоци во однос на ангажманот, на сумата, во однос на имињата на хонорарно ангажираните, мора да се има предвид дека тоа не се именувани функционери, не се вработени, не ги штити законот за работни односи, затоа треба да се следат други закони во однос на заштитата на идентитетот, затоа се тука институции кои што не се од ингеренции на владата, како што е Агенцијата за заштита на личните податоци, Агенцијата со долго име за слободен пристап до информации од јавен карактер, и затоа ги следевме насоките од таму, кои што укажуваат на тоа што и му беше одговорено на новинарот, дека и доставено практично до него, во однос на тоа дека имињата се заштитени, токму поради тоа што не се вработени тие луѓе и беше потребна дополнителна консултација. Можам да кажам дека Арсовски, вие таа консултација најавувате во едно соопштение кое што го издадовте како влада специјално по објавата на Призма. Таму најавувате дека ќе сакате да направите дополнителни консултации со Агенцијата за заштита на личните податоци и со Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Ги направивте, ги завршивте, имате финална одлука? Токму бидејќи не ни паѓа на памет во владата да криеме било какви податоци, можам да кажам дека откако се направени тие консултации и анализи, е востановено дека преовладува јавниот интерес и дека овие имиња можат да се објават, така што од понеделник слободно преку слободен пристап за информација од јавен карактер може да се добијат овие имиња. Бидејќи се работи за јавни пари, навистина нема потреба да се крие ништо. Меѓутоа овие, ќе речам, консултации беа неопходни токму за да се на некој начин како заштитен механизам за овие граѓани кои што не се вработени.